едно прашање на кое не знам дали и дури јас можам да дадам еден точен и прецизен одговор, но во секој случај Александар Сашко Кукулев е еден човек кој е фанатично влюбен во својот град, во Велес, фанатично влюбен во својата татковина Македонија. Тоа е еден човек кој велат се родил со некаков дар за пишување. Кога е веќе така, 20 години речиси новинарство ме научи тој дар за пишување да го користам со многу проникливост и со многу истражување. Работата во култура ме прави интроспективно да гледам на работите, значи во нивната атомска структура, длабоко и во целост, и креативноста која велат дека се чувствува во моите текстови, најверојатно доаѓа од некој вроден талент кој за среќа гордо го носам со себе и за среќа им се допаѓа на моите читатели. Накусо Александар Сашко Кукулев е еден човек, еден сосема обичен мал човек кој ужива во моментот, кој го сака животот и ги сака убавите нешта и ги сака добрите и питоми луѓе. Кој да го приметил ова, го приметил многу добро. Да, се чувствувам како мал принц на мојата собствена планета. Сам ги градам правилата што владеат на неа. Сам го одредувам односот кон розата што се наоѓа на планетата на малиот принц, така и на оваа моја планета. Апсолутно не ме засега што се случува на другите планети, докаде стигнале моите колеги по перо, што е она што е ново кај нив, кои нови техники евентуално ги користат при своето пишување, дали имаат направено некаква жанровска промена и така натаму и така натаму. Не. Јас сум си во оваа работа сам на својата планета, пишувам она што го чувствувам, а тоа што го чувствувам и тоа што го пишувам, за среќа, досега барем, после овие 4 романи, и се допаѓа на мојата читателска публика и јас сум неизмерно среќен поради тоа. Не ги сакам ниту рамките, не ги сакам ниту ограничувањата, не ги сакам ниту конкурсите, барем не овие што денес ги живееме. Значи, нема да биде ново и нема да кажам нешто шокантно, тоа сите го знаат. Не постои конкурс, барем во оваа фела, кој на овој или оној начин не е наместен. Тоа го тврдам одговорно и не ми се допаѓа што е така. Арнома на крајот на криштата и престанав да се борам против тоа, одам по линијата на помал отпор, со тоа што не учествувам на конкурси. Рамките не конвенираат со она што е широчината на мојата личност, на мојот дух, а институциите и некакви организации во кои се, условно речено, собрани моите колеги по перо, тука повторно имам своје мислење. Мислам дека се рецидив од едно минато време, дека се изморени, дека се истрошени и дека треба апсолутно нов начин во кој писателите, една нова форма во кој писателите би ги реализирале своите права и интереси. Инспирацијата ја чувствуваш по кожата. Ти станува тесно во сопствената кожа,
оној порив што тлее во тебе, што жубори во тебе или што урагански се обидува да излезе од тебе, не ти дава мир. И едноставно знаеш дека времето за новото дело е доедено. Тоа едноставно луѓето не го контролираат, туку наоѓаат начин да го рафинираат процесот и да го доведат до својот крај. Во принцип, инспирацијата е градот што го сакам, државата во која живеам, незините луѓе, незините обичаи. Многу ја сакам историјата, дел од моите романи имаат историски контексти и мислам дека барем досега мојот интерес за пишување се поклопува со интересот за читање на читателите. Да, работам со неколку млади луѓе од странство, од Латвија, од Германија, од Ирска и така натаму и така натаму. Работиме надалечина, нели, благодарение на социјалните мрежи. Тоа не е класична форма учител и ученик, па не знам, јас нив да ги учам како да пишуваат, не, далеко од тоа. Им ги пренесувам своите размислувања за тоа како треба да се развива едно дело, не ги натурам моите размислувања, нивно е дали ги прифатат или не. Многу од она што јас им го кажувам го имаат прифатено, дел од нив веќе имаат и некои успеси во своите локални средини. И пак уште еднаш ќе кажам, тоа не е класична варијанта учител-ученик, туку пријател со пријател од различни точки на светот. За сега функционираме и тоа посебно ме радува. Поезијата од Джез до Кирија Елејсон ги артикулира моите внатрешни немири. Дел од мојата поезија можат гледачите на ова интервју и читателите и љубителите на поезија да видат на мојот YouTube канал. Пишувам за љубовта, пишувам за убавите нешта, пишувам за радоста на живеењето и мислам дека поезијата е мојот најсоодветен инструмент на кој најдобро можам да се изразам. Тоа што им се допаѓа на љубителите на поезијата само ме радува. Александар, знаете како, човек го напушта градот, оди во друг град, но овој претходниот, неговиот, родниот, не го напушта него. Не го напушта него со сите карактеристики што му ги всадил додека сум растел во него. Значи, јас сум гордо изјавувам дека сум велешанец кој живее и работи во Скопје. Ги раскажувам белешките приказни кои луѓето сакаат да ги слушаат. Им раскажувам за историјата на градот, им раскажувам за реките, им раскажувам за мостовите на Велес, им раскажувам за убавините, за питомоста на луѓето, колку се велешани интелигентни, колку се работливи, колку се вредни и колку успеси постигнуваат. Така да, јас без мојот град не можам. Многу ми даде, се надевам дека соодветно му вратив. Дали можам без Македонија? Повторно не можам. Мене ужасно ме лутат сите овие работи и овие интензивирани напади
пред се врз македонскиот јазик, врз македонската нација, врз македонскиот идентитет и така натаму. И тоа воопшто не ме поколебува, ме прави само уште повеќе да ја сакам својата татковина. Значи, да резимирам, да одговорам на прашањето, Александар Сашко Кукулев не може без Велес, не може без Македонија, бидејќи тој триаголник е испреплетен со мрежа на прекрасни, како да кажам, прекрасен интензитет на чувства кои ги чувствувам и во кои уживам. Браво! Златни сте! Следното мора да биде поголемо, мора да биде посуштинско и мора да биде подлабоко, барем така јас мислам. Значи, мојот 5-ти роман е готов. Задоволен сум и од како течеше приказната, задоволен сум и од процесот низ кој го работев. Задоволен сум од тоа како изгледа книгата, како е дизајнирана. Задоволен сум од темата која исто така е интригантна, можеби и најинтригантна од се досега што сум напишал. Знам дека ќе има реакции, но јас сум спремен и очекувам. Промоцијата ќе биде со Господ напред некаде во мај. Ви благодарам и јас вас за поканата. Со мене да биде отворена ова 2026 година, кога интервјуата со роднокрајните писатели се во прашање. Ви посакувам успешна работа, да бидете успешни како и досега, бидејќи вие во ова време во кое живееме имате една многу поспецифична функција од таа досега, барем јас така гледам на библиотеките, па и на ова локалната библиотека Гоце Делчев. За мене вие сте караулата за одбрана на македонскиот јазик во ова време во кое е нападнат од сите страни. Ви посакувам да истраете, ви посакувам да бидете упорни, ви посакувам да бидете вредни и успешни како што бевте досега. Ви благодарам.